Почитувани граѓанки и граѓани, донирањето органи е највисок чин на хуманост. Во оваа прилика сакам да изразам огромна поддршка и солидарност кон оние кои чекаат пресадување органи, како и огромна благодарност кон сите дарители и нивните семејства, кои на многу благороден начин го спасуваат животот на другиот. Понекогаш пресадувањето органи и ткива е единствен метод за лекување на болните и спас за животот на некои наши сограѓани. Најголем проблем представува недостигот од органи и ткива кои се соодветни за пресадување и донори. Во таа насока, секој од нас може да придонесе. Например, секој од нас може да се посвети на ширењето на свеста и на едукацијата за донирање органи и ткива. Со едукација и споделување на пораката "Дарувај живот" може секој ден да правиме по еден чекор за да помогнеме да спасиме и излечиме повеќе животи и да ја почитуваме и славиме дарежливоста и сочувствувањето на донорите. Секако, нашите мисли постојано треба да бидат со оние кои во моментов чекаат на органи за трансплантација и за спас на нивниот живот. Но и да се сеќаваме на оние кои починале, чекајки затоа што орган не бил дониран на време. Пресадувањето органи е едно од најголемите достигнувања на модерната медицина и нашите здравствени работници имаат сериозно искуство во оваа дејност. Минатото лето, во време кога целото наше внимание, сиот наш здравствен систем е ставен во функција на справување со најголемата глобална здравствена криза заради пандемијата со COVID-19. Нашите врвни лекари и асистентскиот медицински персонал се обединија и ја направија првата трансплантација на срце од починат донор. Ги издружија капацитетите, знаењата, искуството и стручноста за да извршат зафат што представува круна во кардиологијата и медицината воопшто. Сметам дека тоа е силно охрабрување и за дарителите на органи. Не постои ништо похумано од тоа некому да му го продолжите животот со донирање орган, а не постои поголемо охрабрување и надминување на стравовите и дилемите околу донирањето, доколку сите ние повеќе зборуваме за тоа. Токму затоа за оваа прашање имам разговарано со најтесниот круг од моето семејство. Имам оставено аманет дека сум подготвен лично да придонесам нечој живот да биде спасен. И на крајот, сакам уште еднаш да ги повикам сите граѓани да прифатат дека органодарителството е највисок акт на човечност и хуманост и ја подига свеста за уште многу успешни трансплантации за излекување и за спасени животи.